Почитувани гледачи, добро вечер. Еве не со емисија Отворено за, која ја посветуваме на еден успешен бизнисмен од Кавадарци, кој е менаџира или е главен извршен менаџер на компанија од Германија која работи во зоната Бунарџик во Скопје. Бевме таму, направивме разговор и снимки. На вас останува да видите за каков профил на човек се работи од Кавадарци, кој допрва ќе има свое значење со своето политичко присуство на нашата политичка сцена во Кавадарци. Ево одиме со емисијата. Отворена за со Блаже Леговски од село Горна Бошева, наш човек кој успеа во животот. Дали сме прави? Делно. Да, благодарност на пред се здраво на сите и поздрав до гледачите. Благодарам на одвоеното време, Марија. Секој кој што сака да постигне некоја цел во животот, треба само да биде упорен и да цели кон врв, најнормално. Секој еден човек има подеми и падови. Не треба да дозволат падовите да го задржат во или да му го сменат патот кон успехот, но сепак секогаш постои простори за само надградба. Сами од себе треба да се надградува, секој еден индивидуално. Која е вашата формула на успех? Упорност. Упорност и само надградување. Вие сте начало на Ипротекс фирма од Германија која има своја фабрика овде во Македонија, во Бунарџик зоната. Дојдов овде со намера да ме представам вас. Како може да функционира таа фабрика во Бунарџик? Како што кажав на самиот почеток, пред се благодарам на одвоеното време и на можноста да се представам јас и како управител и нашата компанија Ипротекс технички текстил. Компанијата е германска инвестиција и брои околу 80 навработени. Делумно половина се од локално население, половина се од Кавадарци. Функционирањето во зоните е сосема предвидено од страна на владата со регулативи. Со самото отварање на зоните, уште во 2014 година, се предвидени некои мерки за привлекување на странски инвестиции. Поволности, да. Тие поволности се искористени од страна на повеќето компании кои се од тука, но исто така тие поволности носат и своји обврски. Например, поволности има да, но имам обврска за некои суми за инвестирање кои што се на 5 години, на 10 години и така натаму. Вие на колку години вложувате средства? Финансискиот план кој што од ТИРЗ, технолошко-индустријско развојната зона, е во целост исполнет од страна на Ипротекс технички текстил. Значи цифрите се во милионски суми, во евро. До сега успешно ги исполнуваме затоа што успешно се движиме низ патеката на автомобилската индустрија. За неколку инвестиции имавме минатата година, предвидени се уште неколку инвестиции сега во наредната година. Фокусирани сме малку во обновливи средства за енергија, фотоволтаици, кои што би исто така би допринеле кон заштита на нормално на самата компанија на буџетот и исто така би имале ефект кон зачувувањето на средината во која што живееме. Освен ударите работи, има ли неудари? Па да. Значи, нормално секој ден да има и добри и лоши работи, значи не може да биде сето розово. Меѓутоа не се некои значителни предизвици кои што биле точно. Значи се справуваме нели ги решаваме без некои конфликти, без ставање на тензии, со разговори и со разбирање пред се со. Каде наоѓате кадар за оваа работа? Со кадар моментално се тешко да се најде квалитетен кадар. Морам да признам, затоа што
пред се квалификуваната работна сила, нажалост, ја напушта нашата држава. Се трудиме во наши можности, барем зборам од мое лично име, да ги задржиме тие кадри да останат овде. Не секогаш, Маријан, личните примања се како отскочна даска за да некој ја напушти државата, уредувањето кое што полека се консолидира, социјалниот живот, исто така лавиринтите низ кои што се соочуваат поприлично предржно младите во државата, исто така дават свој допринос за младите да одлучат да ја напуштат нашата држава. Колку плата се дава во оваа фирма? Тоа е во зависност од способноста на кадрите, како што напоменав, бидејќи се работи за автомобилска индустрија, не е баш автомобилска индустрија, малку по-специфична гранка од општеството, многу битна гранка, затоа што автомобилска индустрија е еден главен дел од синџирот на функционирањето на светот. Нели, доколку еден земјоделец произведе некој производ, доколку нема со што и како, на кој начин да го дистрибуира до потрошувачите, нема џабе му е труд и сета мака вложено во тоа, нели? Тоа е само еден прост пример за нашите гледачи, меѓутоа битна гранка е и за тоа се гледаме спрема квалификуваноста, спрема способноста, и затоа има различни ставки на месечни примања на нашите вработи. Добро. Вие 6 години сте овде. Да. Зошто ги бегаат од Македонија нашите млади луѓе и се соочувате со проблем за да немате во вашето производство работници? Сметате дека се работи за пари или е друг проблем? Па, како што кажав, мислам дека не е само за платите и за парите. Парите не се пресудни за напуштање на државата, барем од кажувањата на некои мои блиски и некои мои пријатели или роднини кои што ја напуштиле или веќе се план да ја напуштат државата, на кои што нажалост немаме такво влијание, да ги предомислиме. Пред се мислам дека на самите деца, уште од најрана возраст, на младите им се всадува тоа во глава дека кај нас ништо не чини. Јас мислам дека би цитирал една изјава, мислам дека беше Винстон Черчил, кога кажа дека доволно е само секој еден да направи една позитивна работа за својата држава во денот, значи таа држава била најдобра на планетата Земја. Ако ништо не чини, германците не би доаѓале овде? Точно. Пред се има една мала
нејаснотија околу тоа, околу странските инвестиции, да речеме точно во Да, Македонија. не сака до тоа да преведе. Сега, странските инвеститори во Македонија гледат друга перспектива. Македонија се наоѓа географски на таква позиција каде што секоја една компанија има своји клиенти. Значи, пристапот кон клиентите од Македонија е сосема полесен отколку од Германија да се пласират производите на Западен Балкан, да речеме. Сега, не е пресудно да од Икајна влада се уште мисли, да, ефтина работна сила, тоа е пресудниот фактор за инвестиција на странските компании во Македонија. Не би се согласил сосема со тие изјави, затоа што ние како Ипротекс имаме клиенти во Бугарија, имаме клиенти во Романија, имаме клиенти во Србија. И Франција. Претежно тој дел го држат нашите сестрински фирми во Германија. Меѓутоа, нашиот дел тука, производствен, е за тој регион. Затоа што нашите клиенти имаат своји гранки отворено во Бугарија, во Романија, во Србија, и ние мораме да ги следиме нивните чекори и едноставно да пласираме поквалитетен и поевтин производ, за да бидеме нормално по-конкурентни спрема другите наши конкуренти. Сте ли по-конкурентни? Сега за сега, да, можем да кажем, малку добро. Има ли работа баш? Има. Работа има. Народски кажано, значи работа има. Само проблемот е во, како што напомнав, изнаоѓањето на соодветен кадар, кој што би бил квалификуван. Сите одно колку плата добро, плата еве максимум еве 2000 евра плата пример. Но дали ти знаеш да работиш таа работа за да примаш 2000 евра плата? Кој е фидбекот? Значи една компанија кога вработува, не вработува луѓе, инвестира во тие. Инвестира фактички, да. Тоа е инвестиција. И сега таа инвестиција на одреден рок треба да се исплати кон компанијата. Дали си се обидувал низ стручно дообразување на кадрот да привлечеш луѓе, како што тоа во каба да се го работи Декстер Мајер? Јас за таа иницијатива им честитам на храброста на Декстер Мајер, затоа што Мегатроничар Да, им честитам на храброста затоа што тоа е преголема инвестиција. Тоа е голема инвестиција. Да, но со незначителен ефект. Поприлично младите, Добро. 17, 18, 19 години, значи нивната идеја е, нивната визија е надвор државата. Значи, ние треба да поработиме малку на самосвеста на младите. Да сакаат да останат овде. Точно, за да сакаат да останат овде. Треба пред се некои други работи да се средат од државата. Значи, не ги обвинуваме младите, не се разберем погрешно. Младите се окей. Меѓутоа, за да тие останат овде, ние мораме да превземеме мерки, да му овозможиме соодветни услови. Како, например, кога има потреба во јавната администрација да заврши некоја работа, пример, како секој од нас. Значи, да не треба да зема слободен ден, за да заврши, да го изгуби целиот тој ден за една обичен А4 формат, некој документ, не знам, некој извод или некој друг, како и да е. Малку треба да ги средиме тие работи, за да можеме да му речеме на младите, окей, ево и услови фундаментални, основни услови, ај сега да видиме колку сте вие способни и колку може вас работодавачите да ве плаќаат. Пред секој еден чекор, ние треба да мислиме чекор 2 однапред. Визионерски. Исто како шахот, нели? Да, ги знаеш неколку потези да спредведат унапред. Што велат вашето Дипротекс? Треба ли да се вложило во работна сила од стручен карактер или не? Па, дали се исплатува? Јас за тоа реков им честитам на сите компании кои што го реализираат. Ја не остревтам во Македонија некој компанија да вложи осем Декстер Мајер. Да, за нас тоа се работи, за нас искрено се работи за поприлично голема инвестиција со оглед на нашето производство. Процесите на производство не скапо производство. Точно за тоа што пример за да некој го обучиме во Емус Кајнат што е во Кавадарци, ние треба да однесеме таму една машина која што кошта околу 2-3 милиона евра. И таа машина треба да му служи како
пракса на учениците. Значи малку е тоа дискутабилно и не е баш Исплатливо. исплатлива инвестиција, да речем. Но се повеќе и повеќе се увезува работна сила од страна. Знаат ли странците да работат? Маријан, тоа е прашање кое што има повеќе одговори. Има некои што знаат, да, меѓутоа ја гледат Македонија како само една одскочна даска за да продолжат кон западноевропските земји. Има некои кои што знаат, да, едноставно тука и остануваат тука да работат. Но се е тоа индивидуално, не можеме да земеме, например, генерален одговор на тоа прашање, според мене, мислам дека нема. Во контекст на тоа, какви проблеми имаш ти при вработување на луѓето? Да. И на што си принуден да... Па тоа што кажав, значи, еве исто и ние, значи се борбата за неколку работни позиции се оди се потешко и потешко. Например, кај нас вработувањето одат 1, 2, 3, 4, 5 лица, пример. Но и не беше проблем дојде пред известно време. Проблем се е тогаш, а сега имат астрономско голем проблем. Големите компании кои вработуваат по 50, по 100 лица. Тоа е нешто незамисливо. И тоа е, мислам дека кој би успеал тоа би бил многу успешен, исто како бинго, например. Абсолютно се сложим со тоа. Сега, ние немавме проблеми да вработиме 1, 2, 3, 4, 5. Но сега има и таков проблем. Сега не можеме да најдеме двајца. Двајца не можеме да најдеме. Тројца не може, еден не може да најде. Причината, пак ќе кажам, има многу фактори кои што влијаат. Сега, например, некој од гледачите дај му 2000 евра плата и ќе дојде. Добро, не проблем, 2000 евра плата. Кој ќе биде фидбекот од тоа? Која е гаранцијата дека тој ќе го коста? Плюс тоа, значи, за 2000 евра, значи, не сме јавна администрација. Точно. Јавната администрација се вработуваат, окей. На кој начин, как? Не нафлјавам тоа. Меѓутоа, приватниот сектор е апсолутно незаштитен. Друга приказна. И сосема друга приказна. Друга приказна. Секој едно вработување е со намена. Значи, нема безнаменско вработување, едноставно на тате, на бате или не знам кој роднина или пријател, ајде да само да дојде да работи. Не. Значи, секој еден мора да си го изработи дело. Каде ги гледаш твоите економски параметри во Македонија во наредниот период? Како економиста, како менаџер на ова предпријатие гледаш да се развива Македонија? Македонија има многу потенцијали. Добро. Значи, нашата држава е толку природно богата пред се. Господ нас не дарува страшно добро поднебие. Каде што едно семче да го врлиме на земјата, тоа ќе се изрте, ќе се зафане и ќе порасне после тоа растение. Само свеста, многу пати го имам тоа разборувано, значи само свеста на луѓето треба секој сам да влијае кон подобрувањето. Доколку јас, како Блаже Левовски, утре, или не знам кога, отидам до некоја институција да завршам некоја работа и треба таму шалтерскиот работник да ми ја заврши таа работа. И јас треба да однесам 100 грама кафе или, не знам, сокчеви. Не е тоа во ред. Значи, не е во вредноста на поклонот, значи тука се работи за принципи. Секој еден од нас треба да си поставиме принципи. Значи, по кој што ние би функционирале. Затоа што не може да очекуваме државата мене да ми даде. Значи, никој, сите треба да станат дека ние сме државата. Секој еден е државата. Значи, јас сум државата и вие сте, значи сите сте државата. Значи, не може да очекуваме државата, а државата од каде ќе земе? Па да ми даде мене, на било кој. Значи, тоа е еден магичен круг кој што неретко секој го разбира. Има пари државата, добро, во ред. Од кај се тие пари? Од населението. Населението е државата. Жителите на државата се таму тие што имат импакт, што имат влијание. Точно. Сега, ако ние сакаме да направиме нешто подобро, ние тогаш мораме самите да тргнеме од себе. Да видиме што ние може да направиме. Многу работи се променат најде. Покрај тоа што имате проблеми со работна сила, кои верувам ќе ги решите? Слушам дека нешто ќе доградувате во фабриката, значи ќе се живите.
точно. Моментално сме в завършна фаза на дограда на около 1200 метри квадратни затворен простор. Што ќе произведуват? Тој простор ќе го искористиме за складирање на нашите производи и на суровината, затоа што како растеме како компанија, просторот ни представуваше проблем, се уште ни представува, меѓутоа во догледно време, за неколку недели, тој проблем ќе ни биде решен. Даже не проговорив ништо за развојот на фабриката. Може ли неколку збора да кажете, имате ли визија за натамошниот развој на Ипротекс? Ипротекс, како што кажав, од автомобилската индустрија нема една константа, тука се пикови и падови. Автомобилската индустрија е таква комплексна гранка е. Моментално е таква. Со оглед на случувањата кои што се случуваат на глобално ниво, се уште не сме толку афектирани како компанија, но со завземањето на пазарот на азиските производители на автомобили, мислам дека ќе има некој импакт, само тоа ќе биде процес на транзиција, например од европските производители кои ќе пристапат во сопствеништво на азиските, веќе почнати се некои, например, како Volvo и така натаму. Како менеджер ги следите ли тие активности во светот? Да, секако, мора. Тоа ми е задача. Блаже ги запознавме во Горна Бошава при изградбата на камбанаријата, која е во завршна фаза. Блаже, што ти тека да се вратиш во Горна Бошава? Убава работа си имаш тука, убави примања. Да. Маријан, како што реков сега, едноставно сакам да направам нешто повеќе. Некој ќе рече тоа е себичност или не, меѓутоа сакам да направам за населението. Секој една што е во можност, јас би апелирал да го сето тоа да го покаже на некој начин, кој што е во можност. Не мора да е јавно, не мора да е, значи може да биде инкогнито, може да се. Сето тоа кој што е за добробит на населението. Јас сум по потекло, да, Горна Бошава, дедо ми, татко ми и така натаму. Значи, имам таму едно мирно катче, да, каде што си ги полниме батериите со собората од напорната недела, за викенди сме препоприлично таму, имаме доста исто така и гости и така натаму, меѓутоа Горна Бошава е на прекрасно место. Не само Горна Бошава, туку целата Бошавија како предел е идеално и моментално сум во преговори и разговори со многу пријатели мои кои што би можеле да дадат свој допринос и незначителен дел од нивните буџети кои што можеле да одвојат за, например, за развој на руралниот дел. Да можеме да го едноставно да го качиме на пиедестал, да му објасниме на народот дека не е целта асфалтот и градската врева и брзиот начин на живот, едноставно дека има постојат места во државата, особено во нашата општина, каде што може, например, секој еден да си да се искулира, да се опушти. Чув неофицијално дека се вклучувате во политика. Има ли вистина во тоа? Маријан, со оглед на активностите кои што ги превземам како председател на местна заедница Горна Бошава и како председател на Сдруженијето Екотуризм Бошавија, која што исто за Горна Бошава, моите активности и моите идеи дојдоа во пресред исто со идеите на господинот Јован Златевски, советникот кој што е од општината Кавадар. И задолжен за руралниот развој на селото. Да. И со него сме во добра комуникација, во прекрасна добра соработка. И да, точно е, значи планирам да се вклучам во политиката на локално. Може ли политиката да ги одрази некој јансли во теквишијата? Па мислам да. Може. Мислам дека може, затоа што, например, не сакам да гледам политичка партија, припадност, значи не сакам тоа да го. Едноставно, што е најдобро за општината, што е најдобро за руралните средини, што е најдобро за другите. Значи, што е најдобро за сите. Не сакаме, например, несебичниот пристап,
ќе даде резултат. И затоа сакам да се вклучам во ајде да речем на локално ниво, затоа што искам да бидам, тоа ми е и целта. Имате ли амбиција поголема? Поголема Не сте млад човек. Не. Мене ми е само, например, да Кавадарци, општина Кавадарци да биде еден пример како на кој начин би можеле руралните средини да се развиват. Тој пример се надевам со господинот Јован Златевски ќе го завршиме, да, и ќе го испрезентираме не само на нашата општина, туку на другите општини да видат како тоа се може да се направи. Значи не може да чекаме се од општината. Значи, а може? Може, се може. Дали за се требат пари? Не треба баш да се пари, затоа што имаме некои состаноци за местните заедници повеќе и сите, мене сакам да ми направи ова општината, мене сакам ова да ми направи, мене сакам ова. Кога нема мене. Значи, кога се прави и секој еден, речи си секој еден председател на местна заедница, па малку ги претуркува малку нанапред. Сака други да плати. Личните малку, нели. Така е. Имам јас бавчо, таму е коцка до таму да направи, и така. Значи, во суштина се работи за, пак ќе повторам, општината може да поддржи проектот. Меѓутоа, не можеме се да чекаме од општината. Општината може да, например, да ни помогне во административниот дел, втврдување документи, дозволи, проекти и така натаму. Општината може, например, доколку има средства до одреден дел да не подкрепи, да ни помогне финансиски до одреден дел, но општината не може да ги фундаменталните да ги финансира. Фундаментално меѓутоа не може да ги финансира цели проекти кои се во руралните подрачја. Ипак општина Кавадарци брои многу жители и кога гледам градот, значи јас сум среќен што сум живеам во Кавадарци, затоа што живеем во најдобрата општина, цела држава. И сега сакам само да допринесем повеќе во тоа, ништо повеќе. Сакам само да допринесем, а за повисок повеќе ангажман не сум размислувал, Маријан, да ти кажам, сега за сега мислам дека тоа е целта. Ако ти понуди некој? Но се уште не. Кога ќе влезеш во политика, ќе чуеш се и сешта. Па нормално, тоа политиката е една страшна работа и затоа баш пред да одлучам... Се мислеше дали да... кога размислував баш дали да влезам или не, за советничка листа, да речем, имав многу отстрана. Знаеш, че зборат луѓето вака, дека зборат луѓе си, јас не можам на никого да му кажам, да му влијаам на неговото мислене спрема мене. Најбитно е Блаж Левовски да не го изгуби својот идентитет. Да биде вреден, да биде добар менеджер како што е во неговата фабрика во Бунаджи, во Скопје и да менеджира го со населението, со народот. Па точно тоа е целта, се уште се држам за мојот идентитет, Маријан, и ќе продолжам така, значи тоа е доветување кон сите, затоа што не е целта, не ми е поентата лично богатење, јас затоа го кажав и за кога за местната заедница која сте председател и за Сдруженијето Екотуризм Бушавија. Значи, поентата е развој на руралниот туризам, не лично богатење на одредени личности. Значи, кога една област, едно село, да речеме, населено место, значи, бележи раст, развој, нормално е дека ќе има и негативни коментари. Доколку нема проблем е ако нема негативни коментари. Тогаш е проблем. Додека има и негативни коментари, тогаш е здраво ткивото, тогаш е здраво населението, тогаш е здрава конструкцијата на самото место население. А ако местото население сите 100% имат позитивни критики, тоа е проблем. Завршуваме со овој разговор. На вас, како генерација сега, падна одговорноста да го вратите сјајот на селото. Ќе успеете ли што мислиш? Сигурен сум дека ќе успееме, затоа што вложуваме максимални напори. Не само јас, туку и сите мои познаници и пријатели кои што ги познавам, ги иницирам едноставно за да го сторат исто како што и јас, и јас сум убеден дека ќе успееме. Добро да го следат вашиот пример. Точно, во рамките на нивните можности, кој колку не може и со што може да допринесе, тоа е најблагодарната работа што може да се случи, затоа што утре ден
нивните чеда, деца, внуци, правнуци и така натаму, ќе ги спомнуваат нивните имиња како тие се залагале за развој на тие Точно тоа. рурални средини. Како што сега паметиме некои личности по војната, што направија за Бошевијата и денеска ги сеќаваме. Тоа беше се во емисијата Отворено за. Ви благодарам што не следевте и пријатна вечер.